Превозот се покажа, барем според сондажите кои што ги добиваме од граѓаните, како апсолутно корисна работа која што ја спроведовме заедно со Советот. Некаде во Куманово сите граѓани имаат право да го користат бесплатниот автобуски или јавен превоз на 27 линии со вкупно 54 возила кои што гравитираат и во централно градско подрачје, но градот го конектираат и со сите урбано-рурални и рурални средини. За пример ќе земам релација Куманово-Клечовци која што е над 20 кусур километри. Граѓаните можат да го користат бесплатно. Ние како општина ги субвенционираме јавните превозници, поголем број на фирми кои што го вршат јавниот превоз за градот со 40 денари по изминат километар, па ако направите една паралела колку чини километар со такси возила, а колку чини да ве вози автобус бесплатно, ќе видите дека тоа го обезбедуваме за скромни средства. Се работи некаде годишна субвенција околу 1.000.000 евра, кои што значат за општината како средства, но од друга страна даваат и голем бенефит на граѓаните. Во просек дневно имаме од 8 до 16.000 качувања според податоците кои што ги добиваме од диспечерскиот центар. Во следниот период распишаме постапка за набавка на нова урбана обрава, нови автобуски постојки кои што ќе бидат по пат на јавно надавање, на давање на долгорочен закуп на самите локации. Ги повикувам сите заинтересирани фирми да се пријават на таа локација, бидејќи може да направат секако и бизнис од сето тоа, а ние ќе продолжиме да го унапредуваме условите за јавен превоз. Целта е да се намали бројот на возилата, да се елиминираат дивите таксисти и дивите превозници во градот и да се создаде долгорочна навика за користење на јавниот превоз во градот, а со тоа како ќе се интензивира истиот и да се зголемуваат условите, се подобруваат условите, автобусите, нивото на автобуси. На последната постапка баравме тоа да бидат минимум евро 4 возила, најголем дел од нив веќе се обновени, можеби следната фаза ќе одиме на евро 5, евро 6, така да следиме некои трендови. Ние сме единствен град во државата кој што дава ваква можност за бесплатен автобуски превоз. Некои општини го ветува, ние не го ветиме, го реализираме тоа. Благодарам за консензуалната подршка на Советот. Не би сакало тоа да се прави политика, сепак тоа е добро на сите граѓани.